Добар ден, почитувани, ова е најновата Телма амбуланта. Денешната емисија ја реализираме во соработка со клиничката болница Жан Митрев. Болката во вратот е меѓу најчестите тегоби со кои се соочени луѓето од сите генерации, односно на сите возрасти. Што се може да биде причина за неа? Дали лошото држење на телото или пак прекумерното гледање во екранот на мобилниот телефон може да доведе до болка во вратот? Тука се и дегенеративните заболувања на вратниот дел на рбетот. Во таков случај како изгледа болката и која е улогата на физиотерапијата во намалувањето на болката во вратот? Имаме навистина многу прашања кои што денеска ќе ги упатиме на Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. По рекламите следува разговорот. За улогата на физиотерапијата во намалувањето на вратната болка денеска разговараме со Блаже Арсов, дипломиран физиотерапевт во клиничката болница Жан Митрев. Добре ни дојдовте во студиото на Телма. Добре најдов, благодарам на поканата. Како е изграден вратот? Како изгледа неговата структура и што најчесто таму создава проблем? Да, најчесто до сегашните гостувања имавме многу често опастување на прашања за болки во половината, но сега решивме болки во грбот. Сега решивме да позборуваме малку за проблемите на вратот или за дегенеративните промени кои што настануваат на вратот. Па знаете, вратот е составен од 7 пршлени. Тие пршлени секој си има своја функција. Имаме, како што реков, 7 пршлени, помеѓу нив има, освен коскената структура, постои интервертебрален диск, кој што е како еден амортизер. Постојат лигаменти, постојат мали мускулчиња, тие конектори помеѓу себе, на сите тие 7 пршлени, за да може главата да ја вртат да ја движат во различните оски. Знаеме, значи можеме да имаме да правиме некоја си флексија, екстензија, вртење на лево или на десно, и кога овие движења по некаков начин ни се ограничени, тогаш веќе зборуваме за некаков проблем кој што е настанат. Најчесто тоа се дегенеративни проблеми. Јас тоа би го крстил како еден вид животна амортизација, ако може вака да се изразам, кој што во текот на годините од континуираното користење, да кажам, на вратните прштени или носењето на сопствената тежината на главата, начинот на живот кој што преферираме да го живееме. Сега во последно време со користењето на технологијата, на паметните телефони, смартфоните, таблетите, континуираното седење и извршување на работни задачи пред компјутер допринесува уште повеќе да се забрзаат дегенеративните процеси. Проблем ли е прекомерната употреба на мобилните телефони и гледањето во екранот, бидејќи тогаш главата е спуштена надолу, вратот исто е надолу, под одреден агол, неприроден. Да, неприроден агол. А така седиме понекогаш со часови. Дури сега има една фраза која што се употребува смартфон постура. Значи веќе се нарушува целокупната постура на човечкиот организам. Значи целокупното држење на телото. Апсолутно целокупното држење точно на телото, заради тоа што не станува збор за употреба од 3 до 4 минути или 5 минути, туку најчесто, за жал, дури помладите многу почесто, ги користат овие уреди дури подолго од час, па 2, зависи од она што прават, да кажеме со телефоните, и се доведува до една нефизиолошка поставеност на главата со наведнување во една флексија, во кој што во исто време се активираат и мускулите кои што се на грбот и на вратот позади, за да може да ја одржуваат тежината. Со некои истражувања се докажува дека всушност дури се зголемува до некои си 27 килограми тежина на самите пршлени во одржувањето на главата, кога ќе се промени незината позиција нанапред. Сега кога станува збор веќе за континуирано користење или веќе промена на начинот на живење со користење на овие паметни уреди, да ги кажам, кои што можеби во несоодветна позиција ги користиме. Тие може да се користат, немам ништо против, нели, новата технологија, апсолутно тоа ни е од корист, но тоа треба веќе да биде соодветно поставено, да бидеме во добра позиција, да ја вратиме
Еве го мобилниот телефон, од мобилен телефон, како да гледаме правилно, може да ни покажете? Многу пати тоа сме го коментирали дома и со децата, нели, бидејќи нормално најчесто што употребуваат за жал. Да, никој во оваа позиција не седи. Да, но ова е таа позиција во која што би требало да го поставиме телефонот, да можеме да прочитаме порака евентуално, да пратиме некоја информација, да гледаме некое видео, но мораме да знаеме дека всушност не е идејата ние да го користиме уредот со часови. Факт е дека во оваа позиција, која што на почетокот можеби не ја чувствуваме болката или можеби не чувствуваме ништо. Децата се многу поеластични, витални и немаат никакви амортизации, да кажеме, на дете од 10, 11, 12 до 15 години и полесно би се справил во тој процес, но за повозрастните луѓе во оваа позиција во која што се, па дури многу често, дури кога се налегнуваат наназад, па си поставуваат и перници и главата добива уште, да кажам, некаква потпора позади, но сепак флексијата е флексија. Доаѓа до еден вид, да кажам, изместување малку на позицијата на вратот. И нормално е дека тогаш ќе се појават и различни симптоми. Најчесто тоа може да бидат различни. Ако одиме од аспект на дегенеративните промени, тие може да предизвикаат различни, да речеме, цервикоцефален синдром, кој што ги вклучуваат главоболката, вртоглавица, понекогаш гадење, повраќање. Цервикалниот синдром е комплексен синдром кој што има определена болка во определен дел од вратот, ограничена некоја мобилност, додека цервикобрахиалниот синдром, да кажеме, кој е дегенеративни проблеми кои што може да го предизвика, тоа е веќе кога се доаѓа до притисок или компресија на нервните коренчиња кои што излегуваат од овој дел на вратот. Цервикобрахиален, значи од C5 до C7, од каде што излегуваат овие нерви, по должината кои што ги нервираат, нели нервот кој што излегува од згоре, по должина на самото рамо, па до прсите, па така да луѓето чувствуваат првично ограниченост, вкочанетост на вратот, чувствуваат заради засегнатоста на нервот, понекогаш чувствуваат трпнење, пецкање на самите прсти, на самиот екстремитет, понекои чувствуваат како оттрпнатост на задниот дел, да кажеме, од рамото, се во зависност од она кој дел од нервот е, да кажеме, компримитиран во ситуацијата. Понекогаш тие болки може да бидат и поназад, да кажеме, во пределот на лопатката, помеѓу двете лопатки. Значи може да се рефлектира болката на различни места од телото. Дали може да не почувствуваме дека болката всушност потекнува, проблемот всушност потекнува од вратот, да имаме само трпнење на прстите, да речеме? Нема како по друг начин. Сега, ако имаме само трпнење само на прстите, тогаш да може да зборуваме за симптом од различни состојби. Нели тоа некој друг невролошки симптом, некоја друга невролошка состојба. Но од аспект на тоа дека ако веќе сме биле оптоварени или сме били во неправилна позиција подолго време и ги почувствуваме трпнењата, многу пати се случува и отрпнатоста, да кажеме, на прстите и на самиот зглоб да биде од пишувањето пораки во неприродна позиција, кој што доаѓа до еден вид знаете, ние сите во една нормална позиција, во нормална постура, нормална поставеност на телото функционираме и нормално, не чувствуваме никакви проблеми тогаш. Но во ситуација кога сме неправилно поставени, со наведната глава доле, на сето тоа и дополнително се пишува пораки, но најчесто младите пишуваат реферати и кратки пораки. Да, и тоа со палците обично. Јас не сум многу стар, сепак, но се сеќам дека во моје време SMS пораките беа во 3-4 збора. Сега ова може да бидат долги текстови, па со објаснување и така натаму. Сето тоа е во корист, нели, на начинот на живот кој што го живееме, но мораме да имаме во предвид дека и ако неправилно се користат, имаме и некакви состојби од кои што ќе треба после да ги решаваме. И тука физиотерапијата, да кажам, можеби го има и најголемиот дел од решенијата. За да се побере решение кај физиотерапевт, дали претходно мора да се постави дијагноза или веднаш што почувствуваме болка во вратот, можеме да се јавиме кај физиотерапевт? И во двата случаја нема да сгрешат, но сепак предпазливоста е многу важна. Јас препорачувам секој пат да се направи еден добар преглед кај ортопед,
ортопедот ќе си ги направи своите тестови, кои што смета дека треба да се направи за да се провери функцијата на вратот, на вратните пршлини. Нормално сигурно ќе се направат и некои скрининг како што е можеби компјутерска томографија, рентген, магнетна резонанса и врз основа на сите тие податоци тогаш е многу полесно да се направи и планот за рехабилитација. Од друга страна, нормално доколку симптомите не се толку силно изразени, може директно со физиотерапевт да направат една консултација, да видат каква е состојбата и физиотерапевтот може да одлучи дали пациентот треба да го работи или всушност да го препрати на ортопедски преглед. Многу лица имаат дијагноза спондилоза, дискус хернија, артроза и тоа на пршлините на вратниот дел на ребетот. Дали кај овие болести физиотерапијата може да даде добри резултати во обезболувањето? Ја би рекол одлични резултати. Знаете, значи третманот на дегенеративните промени на вратот има конзервативен или и оперативен третман. Во конзервативниот се вклучуваат и фармаколошкиот лекување со примена на лекови за третман на болка, вклучително дополнително и физикалната терапија овде, дали тоа ќе биде електротерапија, дали некои мануелни третмани ќе се употребуваат. Сега веќе постојат еден куп, јас ги викам како еден куп орудија кои што физиотерапевтите може ги употребат и техники за намалување на болката и да биде многу побрзо и поефикасно. И на крај се завршува можеби со потреба од употреба да речем оперативни третмани, но тоа е последното решение доколку физиотерапијата не успее да кажам не даде резултати и доколку всушност станува збор за некаква потешка состојба и хронична болка која што не се решава можеби со подолго време. Значи сепак физиотерапијата го има најважниот сегмент во третманот на овие состојби. Понекогаш тоа може да биде и од 6 месеца, година, дена, 2 години и се зависи од тоа дали пациентот прави некакви промени во контекст на дадените совети кои што му се дадени од физиотерапевтот. Знаете, многу пати се случува пациенти кои што го решаваме проблемот, во можеби некој јас ги крстам како битки од месец дена за да се намали болка, да се лоцира кој мускул е оптоварен, па да се изрелаксира, да се добие една добра релаксација на мускулот, кој што има спазам или можеби некој си едем, го решиме проблемот. И на крај истиот тој пациент се враќа на собствените навики од претходно со неправилно користење на опрема, да кажеме на смартфони, на компјутери, таква работа, канцелариска работа или пак можеби во ситуација кога веќе дигаат преку многу големи тежини, тежок товар, така да и тогаш не можеме да кажеме дека ние не сме биле успешни, туку можеме да кажеме дека пациентот не се придржувал на веќе дадените совети и инструкции како да функционира, бидејќи факт е дека нашата работа е ние пациентите да ги направиме работоспособни. Но не значи дека треба да ги вратиме на истото место, на истиот причинител на проблемот. Треба да се применуваат мерки. Кај нас во последно време луѓето почесто вежбаат и веќе тоа гледам дека една добра пракса. Секој дневно можеме да идеме луѓе кои што се рекреираат, дали покрај кеот на Вардаре, дали веќе дома луѓе, многу пати ми се јавуваат да ме прашуваат и кои вежби да се прават. Јас секој пат им кажам, поготоа на овие канцелариски работници, ако може така да кажеме администрација, всушност вежбањето треба да биде во канцеларијата. Што може да се прави во канцеларија? Многу работи може да се направат. Доволно е само да ја прекинете таа позиција во која што сте 30, во кој што сте можеби час, 2 или 3. Неосетно во интерес на завршување на работните задачи, по некој пат седиме во една иста позиција пред компјутер, мислејќи што треба, како треба да напишеме, да сработиме, обработуваме податоци така натаму, но не чувствуваме дека во тој момент всушност и правиме една вкочанетост, бидејќи се акумулира и нормално и стрес преку извршување на тие работни задачи, да бидеме искрени, нели? Секој пат со некакви рокови сме врзани. Тој стрес нормално дека ќе предизвика една вкочанетост на мускулатурата, зависи и во каква позиција, не сите имаат добри ергономски поставеност на компјутер, на глушецот со кој што го контролира, да кажеме, тастатурата како е наместена, висината на столчето, дали таа столица. Има правилото на која висината е столчето? Апсолутно тоа се треба да биде направено, поставено во една добра позиција врз основа на висина на пациентот, така да тоа се
Индивидуално не можам да ви кажам точно во која висина, но индивидуално врз основа на висината на пациентот се одредуваат висината на пример на столчето, висината на бирото. Потребно е тој работник после извесно време континуира на иста позиција да стане и да направи истегнување. Доволно е да направи истегнување. Доволно е да ги раздвижи мускулите на вратот, не знам, да направи истегнување, например на напред, да направи на назад, да ги повлече мускулите од едната страна, да повлече од другата страна, да направи повторување по 10 пати, да кажеме, во една или во друга насока, да ги истегне рамењата позади себе, да ја подобри циркулацијата, бидејќи во таа позиција нормално дека ние додека работиме на компјутер, таа вкочанетост ја намалува и таа периферна, да кажеме, циркулација во самата мускулатура. Така да мораме да се грижиме, во ред е да вежбаме по дома, добро е да бидеме еластични, да бидеме спремни, да можеме. Но и на работното место да применуваме некои од овие совети што не ги кажавте. Дури многу пати на повеќето од пациентите им препорачувам да користат физиотопка наместо стандардна канцелариска столица. На многу им е непријатно да внесат на работното место таква една физиотопка. Топка за пилатес е тоа всушност, така? Апсолутно, топка за пилатес. И да седнат на неа и да работат на работното место пред компјутер. Може би е непријатно во околината, но си го решаваат со себе проблем. Како ќе изгледа кога странките ги забележа дека седат на сега има и посебни физиостолици физиостолица кои што буквално има топка внатре во средина и личи на столица. Има подпирач позади, но суштината на тие на користењето на ваквите, да кажеме, што придонесува? Имаме континуирана мобилност на работот. Немаме вкочанетост, бидејќи без да размислуваме, извршувајќи работната задача, мораме да внимаваме и да не паднеме, нели? Но завршувајќи ги работните задачи, ние во тој момент буквално правиме едни незабележливи вежби, ако може така да кажам, бидејќи не стануваме, нели, сега да ги направиме вежбите на топката, но доседиме на низе и балансираме со двете нозе, сме седнати, ние се вршиме работата, но работот веќе се движи, мускулатурата паравертебралната позади се грижи за нас, дали сме напред или назад. Имаме раздвиженост. Друго е кога сме во канцелариска столица, во кој што нема никаква движење. Нели самата столица има и позади едно искривување кој што го следи самиот, да кажеме, работ. Најчесто така како поздрави столица, ако може да се кажат, најчесто ги нема тие. Имаат стандардни подпирачи во кои што тој што е работникот во таа позиција нормално дека после известно време ќе дојде до вкочанување. И се замислете, некој така функционира по 20 години, 30, цел работен стаж. Очекувано е да ги имаме тие дегенеративни промени. Така. И затоа ви реков на почетокот дека начинот на живот кој што го преферираме, значи работните активности може да го забрзаат тој процес. Може да ги забрзат процесот на амортизација или на дегенеративните промени на вратот, кои што се. Ќе ве поставам уште едно прашање за овие топки за седење, па потоа продолжуваме понатаму, а дали им препорачувате да ги употребуваат додека гледаат телевизија, да речеме повозрастните лица? Знаеме дека пензионерите со часови минуваат пред телевизорот. Исто така во стол, фотелја. Да, ова е позицијата. Таа е таа, со часови, а веќе тие имаат дегенеративни промени на работот. Речиското нели во рака, контролата. Па дури и телефоните им се во рака. Кај повозрастните луѓе треба да се внимава на нивната агилност, да кажам, во моментот. Се зависи за кој тип на постари луѓе коментираме. Доколку се луѓе кои што се физички активни, кои што знаат да балансираат, нема да има никаков проблем. Но може да изгубат рамнотежа ако седат на нив? Да, видете, секој може да изгуби рамнотежа на топка кога се седи, тоа не е спорно. Затоа реков, во зависност од нивната агилност, физичката активност, ако се луѓе кои што практикувале почесто да вежбаат и да знаат да се справат со топка, можеби на почетокот нормално дека нема да биде пријатно, ќе има одбивност и така натаму, но се е адаптација. Се можеме да се адаптиравме на смарт телефоните, нели? Така. Ќе ги поканиме гледачите да се вклучат во денешната Телма амбуланта, почитувани од овој момент емисијата е контактна. Како се применува физиотерапија, доколку болката е акутна, доколку се јави акутна болка, силна болка, моментална болка во вратот? Некои пристапуваат кон масажа. Дали тоа да го направиме во домашни услови или не? Што се прави во онаа акутна фаза? Сега, ако збориме за домашни услови, тоа е нешто кој што не е контролирано. Таму секој сам си прави и употребуваат различни техники и методи до сите типови на рецепти, што кажам.
При акутна болка, според мене, првично треба да се постави диагнозата, да видиме за што станува збор и доколку се смета дека е потребно мирување, најчесто може да се постави шанцова кравата, кој што ќе го издолжи малку, да кажеме, вратот или ќе го врати малку во една понормална состојба, позиција, каде што можеби ќе нема компресија на пршлените, нели, врз самите нервни нервни коренчиња, па да направат да дадат симптоми како боцкање, пецкање по рацете или трпнење. Во акутната фаза се земаат и фармаколошки медикаменти за третман на болка, додека не се намали малку. Сега треба да се внимава во таа фаза, да речеме, не сите физиотерапевски третмани може да се користат. Понекогаш може да се употреби некои од техниките, например, јас би пробал или би работел и со ергон, но тоа е индивидуално, бидејќи Што е тоа? Тоа е ергон техника за кој што станува збор за употреба на алати, ако може така се каже, instrument assisted soft tissue mobilization или мобилизација на меките ткива со помош на инструменти, со кој што се прави едно мобилизирање, благо, нежно мобилизирање на меките ткива околу пршлените, со кое што може да се намали малку болката. Нареков, тоа може да биде индивидуално. Во втората фаза, да, веќе би можеле да работиме малку поинтензивно, да кажеме, но се зависи тоа каква е состојбата и кои се симптомите и дали ортопедот се согласува, да кажеме, со примена на физиотерапија. Имаме гледачи на кои што ќе им дадеме предност, а веднаш потоа продолжуваме со хроничната фаза на болката во вратот и улогата на физиотерапијата. Добар ден за првиот гледач во денешната емисија. Добар ден. Повелете. И вас и физиотерапевт беше, нели? Господинот, се извинувам вака. Еднаш јас да се измијам и нешто ми крсна уратот. Значи, само да фрлам вода ми крсна уратот, немам нешто посебно, али имам некои тегоби, нешто не ми е баш како што ми беше порано. Толку, имам 72 години. Така, направивте некаков преглед или не? Ните 3 месеци има од тогаш, ај викам да не се шинав, ќе ми помине. Сега немам болка, имам неугодност. Но некоја непријатност чувствувате, така. Да. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Имајќи предвид годините, очигледно дека има... Може ли да се шине, брат, бидејќи ова е термин кој што често се употребува кај нас? Да се шине. Океј, да, може да се шине, да кажеме, нели така? Но имајќи предвид годините, сигурно во некоја фаза има дегенеративни промени по самите пршини на таа возраст. Можеби некои нагли движења да предизвикаат дополнителни, како што кажа господин, некоја нелагодност, кој што не може да ја објасни, не чувствува болка, но можеби чувствува некое ограничено движење или пак можеби страв за извршување на определени движења, така да тоа би требало да се провери, може со рентген да се види каква е состојбата вака во моментов, искрено. Советот би бил сепак според мене ортопедски преглед, па после да се размисло за нешто дополнително. За нешто дополнително. По прегледот, уште еден гледач ке вклучиме. Добар ден. Ало. Во програма сте, ве слушаме. Ало. Ве слушаме во програма сте. Кој е вашето прашање? Јас сум гостино, сакам да го прашам нешто, може? Секако, повелете. Јас имам како хронично, ова е моето, мислам, ми кажа, ако се злобна од Охрид сум, имам 74 години. Дали е хронично, не знам, ти викам шилци, докторот ми рече ишија, што ја знам, коленото, колкот ме болеше, двата колка, половината, сега вратот ми се почна да ми се кочи горе, од десната страна, така, дури цела страна. Значи, чувствувате проблем на едната страна од вратот, на десната страна. Предпоставам, прашањето ви е што може да се направи во ваков случај, дали би можело физиотерапијата ви помогне? Или имате уште нешто да додадете? Не, тоа дали добро. може, оти не сум побарала ништо уште за... Се уште не сте преземале никакви мерки? Колку долго Па не, имате симптоми? Колку долго ги имате симптомите? Па овие на вратот една недела, две, така. Така, а останатите, предпоставам, веќе подолг период, бидејќи споменавте на повеќе делови од телото. Млади години. Јас мислев реално ова, но сега кога си викам бев толку злобна, ми рекоа шилци, што ја знам. Сега најтешко ми е па во вратот, ноќе се па и од левата страна ме болеше. Од левата страна еве сега не осеќам пак ништо.
Ама десната дури пола глава ми е како деформисана. Така ве разбирам, во ред. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Тоа оди во контекст на оние симптоми кои што ги објаснувавме на почетокот, нели? Само сакам да додадам од аспект на, значи пациентката спомна дека има ишијас, колку што разбрав дадена како диагноза предходно. Значи тоа е за лумбосакралната регија на прашлените, но дегенеративните промени се насекаде. Тие може да бидат во било кој зглоб, на било кој прошлен, така да тоа се, да кажам, еден процес амортизација, да кажам, на самиот скелетен систем, мускулно-скелетен систем. Во контекст на прашањето би ќе кажав дека е една недела, искрено би требало да направи некој преглед, кажа дека некои докторити кажа дека има остеофити, значи шилци. Така да тоа се тие еден од оние дегенеративни промени кои што може да настанат и кои што може да прават и компресија или на нервот или на околната мускулатура и да предизвикат баш онака болка и ограничено движење. Значи најнапред е потребно диагноза, а доколку се работи за шилци, се препорачува при остеофитите може да се примени малку поразлична физикална терапија, поразличен третман за, да кажеме, за третманот на остеофитите и на симптомите околно кои што ги создаде таа состојба. Доколку некој има хроничен проблем со болка во вратот, што се презема? Дали физиотерапијата тука наоѓа некаква, односно колкава е нејзината улога? Секако дека наоѓа. Би ја поделиле во две области, да кажем. Едната област би била, да кажеме, примената на електротерапија, мануелни техники, еве така да ги крстам. Во вториот дел, бидејќи тоа се би оделе заедно, да кажеме, е примена на вежби, индивидуални вежби би требале, соодветни за пациентот. Мораме да имаме, да размислуваме на мобилноста на вратот и да ја одржуваме мобилноста на вратот, континуирано во контекст во процесот на спроведување на физиотерапијата. Од аспект на електротерапија може да се применува, да речеме, за третман на болка може да биде транскутна електронервна стимулација, може да се употребуваат интерферентни струи, може да се употреби функционална магнетна стимулација. Во определени места се употребува и терапевтски ултразвук и фонофореза со примена на ултразвучна терапија со помош со внесување на соодветни медикаменти директно локално на местото каде што е проблемот. Од мануелни техники може да се употребуваат третман за релаксирање на мускулатурата, значи дали ќе биде тоа обработка можеби на тригер точките, дали може ќе се употреби, како што реков предходно, ергон техника. Некои луѓе употребуваат, некои колеги употребуваат и миофасцијална релаксација. Така да комбинација од голем број на техники, морам да кажам. Мојот совет што би го дал, да кажеме, во контекст на на луѓето кои што не слушаат, да побараат физиотерапевти кои што работат во приватни институции. Ја не зборам ништо против јавните, но приватните институции имаат поголема лепеза на техники кои што се и модерни и побрзо даваат резултат. За жал, морам да кажам, многу мал број јавни институции применуваат и малку помодерни техники. Тоа е нешто, можеби заради тоа луѓето чувствуваат, многу пати има коментари дека после, знаеш, бев на физикална терапија месец дена, немам никакво подобрување. Просто е невозможно после месец дена физикална терапија, ако не бил добро составен планот, можеби да, ама сепак би требало да биде некоја комбинација од техники кои што ќе дадат резултати и многу побрзо. Нема потреба некој дојде на физикална терапија, да кажеме 30 дена за болки во вратот. Тоа може да се третира во некои 10-15 дена максимум. Во завис од сега, да кажеме, нели, од состојбата, симптомите и така натаму, или колку долго време пациентот бил во некаква состојба, нели, пред малку случај има луѓе кои што и по 3-4 месеци ги трпат болките дома, создаваат и нови проблеми, па после тоа е тешко да се врати. Но, да речеме, нешто што настанало во последните месец дена, може да се третира многу побрзо. Имам уште двајца гледачи, ќе ги вклучиме. Добар ден! Добар ден за следниот гледач во денешната емисија во Телма амбуланта. Добар ден. Повелете. Ве слушаме одлично. Одлично ве слушаме, вие сте на линија. Какво прашање имате? На возраст од 70 години сум. Така. Имам проблем со спондилоза дископатија, со првиот пршлен и со четврти, пети и шести. Имам снимано на рентген, на компјутер се.
многу имам, ова го имам проблем од теа што одамна. И одев почесто на терапија, ама почнав да качувам притисок, не можам струјата да ја поднесувам. Дури бев и на Атлас Релакс, ни тоа не ми помогна. Така, ви интересира сега што може да се направи, така? И имам многу вртоглавици, зуење во ушите, ми рекоа тинитус од вратот, вежбам, се мачкам, пием лекарства, се, ама немам равнотежа. Малку сум и пуначка, не можам да одам, имам шилци во колената. И што да правам, да ми каже докторот? Така, еве ќе слушнеме... Се вртиме во круг. Така, што може да предложи денешниот гостин, кој што е физиотерапевт? Дали сте поминале на некак, да речем, да, каже дека биле на физикална терапија, примала и струја, да. Бидејќи сега има покачен крвен притисок, не може повеќе да ја преминува таа терапија. Електротерапијата знае да влие на малце на хемодинамика, во завис од она што се применува, но еве би препорачал на пациентката да не посети нас во болницата, да го поразгледаме малку случајот, нека се донесе документацијата, па ќе видиме што можеме ние да ја помогнеме од наша страна, но секако доколку не е единствена пациентка која што имала проблеми со покачен притисок поради примена на електротерапија, секој пат постојат и други решенија, не се луѓето исклучени од можноста да се третираат. Во контекст на Атлас терапијата која што е спомна... Местење на пршлени, дали тоа се може се намести? Јас ќе одговорам, да, може да се местат пршлени, да. Но од луѓе кои што имаат завршено соодветно образование. Јас не можам да коментирам за колегите што ги прават сега овие техники од Атлас, но можам да кажам дека не постои научни истражувања, барем не сум прочитал, и се извинувам ако можеби не сум доволно информиран, не сум видел такво нешто дека тој тип на терапија дава резултат. Оврска со местењата на Атласот, тоа е првиот пршлен, за да биде појаснен за пациентите. Додека другото местење, ако збориме за киропрактика, остеопатија, морам да кажам дека во Македонија не постои такво образование каде што ќе има таков и кадар. Луѓето кои што поменуваат определени курсеви добиваат определено знање за дел од техниките, да кажеме, но не и за комплетната целата техника. Овој тип на терапија, како што се остеопатија или киропрактика, имаат посебни факултети во Америка каде што добиваат, каде што учат 6 годишни, имаат 6 годишни студии. Така да малку повнимателно да аспект на местење, да ако може вака да се изразам, на користење на такви малку по ризични техники. Уште двајца гледачи ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Јас се јавувам од Штип. И имам 77 години. Грбо ме боле, неверојатно не знам како да ви опишам, не секој пат. Боле ме од ноќес како спијам, станам се мене грбо ме боле. Може замислам, не знам како ти кажам, боле ме, како да ме пече, не знам како ти кажам. Така, значи, а не само идена, имам идено за грбо, вика, па тоа, вика, ќе си ставиш такво, да се врзам крпа згоре, да го стегам. Може ли тоа да биде така? Добро, ви благодарам за вклучувањето во програма. А што да врзим? Па, да не се тие за исправување. Може би некој помагала, ортопедските помагала. Да, ма тоа не е единственото решение, тоа не е решение, тоа е само, како да кажам, помагало, кое што треба да помогне, да кажеме, во исправување, да кажеме, на работот. Но тој резултат се добива после континуирано носење, да кажеме, на самото такво ортопедско помагало, ако збориме за тоа, или ако зборат можеби за некаков појас, не знам точно за што збореше господјата, но не разбрав дали воопшто била на физиотерапевт, дали била во ординација за физикална терапија. Знаете, кога се оди на доктори, можеби докторите, сега збориме ние сме за цела Македонија зборуваме, нели? Докторите и од општата медицина претпоставам дека веднаш ќе се сетат дека може да применат физикална терапија. Не е во ред пациентите да им дадеме ортопедско помагало и да им кажеме купете си гел да се мачкате дома. Со тоа не го решаваме проблемот. Со тоа само го замачкуваме проблемот, ако може така да се изразам.
Така да слободно нека го користат нашето знаење. Ние во Македонија имаме голем број на физиотерапевти. Еве и како председател на Македонското физиотерапевско здружение, буквално во секој град имаме физиотерапевт. Има луѓе кои што се невработени и кои што буквално бараат работа, така да не гледам причина зашто да нема соработка помеѓу докторите, од без разлика од која специјалност, со физиотерапевтите и да може пациентите да добиваат тоа што треба да добијат. И да си ги олеснат тегубите, да си ги олеснат мајките, да си го вратат квалитетот на живот. Уште еден гледач ќе вклучиме во денешната емисија. Добар ден. Добар ден за следниот гледач. Дали го имаме на линија? Добар ден. Не, мислам дека се исклучил во ред. Има можност, имам уште 7 минути до крајот на емисијата да се вклучи повторно. Продолжуваме понатаму. Веќе спомна една од гледачките дека и се јавуваат болки конкретно во грбот, но често пати се јавуваат и во вратот, откако ќе се стане од кревет од спиење. Дали на тоа влие перницата или пак душекот? Можеме ли нешто да преземеме во таа насока за да си олесниме кога станува збор за болките во вратот? Апсолутно, да. Да, вака, значи пациенти, јас се изразувам можеби како пациенти, не се сите пациенти, да, во ред, но сепак луѓе кои што веќе имаат некаков дегенеративен процес на прашлените, треба да размислуваат на соодветните, речеме, на соодветна висина на перницата, значи соодветна да си одберат вистинска перница. Тоа се прави, се мери, да речеме, кривината на вратот, се бара соодветна ортопедска перница врз основа на таквото мерење. Има различни перници во завис од структурата на вратот, да кажем. Многу се жала дека не може да спијат на таква перница. Им пречи. Индивидуално е. Може да се навикнеме ако бидеме упорни? Апсолутно. Еве, не знам дали пробале со не мора да е перница, еве нека се земе, не знам од оние топките што се за рагби. Ако некој може да се сети онаа топка која што има вака како е вид јајца, да кажеме, кој што нека пробат со нејзе, нека ја постават под вратот и ќе видат дека нема ништо страшно. Проблем ако спиеме свртени на лица? Не, се додека се запазува висината, кривината на вратот кој што имаме и да немаме преголемо оптоварување, да кажем, или премногу подигнатост на вратот во текот на сонот, тогаш нормално дека ќе имаме некакви проблеми кои ќе станеме. Значи секој искривување, неправилна поставеност на вратот во текот на ноќта, имајте предвид дека станал збор за минимум сон од 6 часа, кој што треба да биде квалитетен за да бидеме квалитетни утре, нели? И доколку спиеме на несоодветна перница, да кажеме, нормално дека ќе се разбудиме здрвени или пак нормално дека нема да имаме квалитетен сон и нема да можеме да бидеме функционални наредниот ден. И ако тоа го правиме со месеци или со години, проблемот го знаеме каде е. Доколку веќе имаме дегенеративни промени на вратот, на рбетот на вратот, дали се препорачуваат одредени вежби за зајакнување на мускулатурата на вратот? Точно, да. Значи, повеќето мои пациенти со кои што јас работам, значи, освен мануелниот третман кој што го добиваме преку ергон техниката, функционална магнетна стимулација, интерферентни струи или кинезиотейпинг, секој пат го комбинираме со дополнително вежби кои што ги даваме како препорака за спроведување како домашна задача, многу пати за дома. Ги едуцирам што треба да спроведат, работиме заедно додека го е нели самиот третман и им давам препорака во наредниот период тоа да го спроведуваат редовно. Значи, освен истегнувањето, да кажеме, кои што преска ги напоменав нели ке канцелариските работници, кај овие луѓе кои што веќе се појавиле симптомите или кои што веќе се во процес на лекување, како што кажав, мора да бидат третирани во исто време во комбинација со вежби. Без вежбите нема да можеме да постигнеме соодветна мобилност на мускулите, еластичноста да ја вратиме на мускулите, силата на мускулот да ја вратиме, заради тоа што сепак треба да ја држи главата или во една исправена позиција. Така да тоа не значи дека пациентот ќе биде оптоварен со 30 или 40 вежби. Лесни се, едноставно се. Тоа се по 2 до 3 или 4 вежби за определени движења во вратот, за зајакнување на мускулатурата,
или пак можеби за некој стречинг за истегнување во лежачка позиција или во седечка позиција и постепено ги дополнуваме кога ќе се поднамали, да кажеме, нивото на болката. Како работиме на нивото на болката, отстранувањето, да кажеме, на проблемот кој што е ограничувачки за мобилноста на вратот, така ги зголемуваме и бројот на и го зголемуваме и типот на вежби, да кажеме, ги менуваме вежбите. Определени вежби се користат, да речеме, во една определена позиција, кога ќе се подобри малку состојбата на мускулатурата, малку намален спазам или намалена болка, тогаш ќе дозволуваме да го зголемиме, да работиме на зголемување на обемот на движење. На извршување на определено движење, да кажеме, дали тоа ќе биде во вртењето, дали ќе биде во флексијата или во екстензијата на вратот. И сосема накратко, моето последно прашање, многу лица имаат подзакривување на вратот, значи и една грбка позади. Може ли тоа да се надмине со вежбање и со физиотерапија? Да, тоа може да се намене. Сега не можам да бидам, да кажам дека со 100% кај сите пациенти, но да, и многу често во последно време го гледам, буквално кај повеќето пациенти кои што доаѓаат со проблеми во болки во вратот, буквално е изразен овој тип на една така наречена грбка околу C7, значи околу последниот вратен пршлен, со поставена глава малку нанапред. Овде може да се применат повеќе, значи да се применат и вежби, да се примени електротерапија и да се примени ергон и кинезија тейпинг. Нормално некои луѓе тоа веднаш се добиваат резултати, после 3 до 4 третмени, некои луѓе имаат потреба од поголем број на третмени, но се зависи, како што кажав и минатиот пат, од периодот во кој што бил создаван проблемот. Нешто што е создадено во месец или во два е полесно можеби да се обработи во некои 10 дена и може и помалку, но нешто што трае со години, верувајте, да, ние сме можеби спретни со рацете и знаеме да се справиме, нели, во техниките кои што ги поседуваме, но сепак не сме магионичари. Така. И сосема на крајот на денешната Телма амбуланта добив знак дека имаме гледач, ќе го замолам да биде краток и прецизен со прашањето. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака да го прашам докторот, имам дискус хернија на вратот, скоро цела година. Болки, значи невидени, трпки во рацете, во чането, и сега ме предлагаат за операција, бидејќи више него цела година со болки. Дали би било нешто опасно со таа операција или? Така, добро, ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Само да напоменам дека денешниот гостин е дипломиран физиотерапевт, не е доктор. Не сум доктор, јас сум дипломиран физиотерапевт, се бавам со физиотерапија. Во контекст на прашањето, значи вака, секоја операција е ризична операција, не може да биде неризична. Дали операцијата ќе ги даде очекуваните резултати и за сето тоа е нешто за кое што не може да се предвиди. Може да се зборува само преку статистика. Во контекст на тоа дали треба да се оперира, него постои прашањето господинот секако, но да одговорам, според мене секој пациент кој што ги исцрпил сите можности на третман со физикална терапија, соодветна квалитетна физикална терапија, може би треба да биде опериран. Но тоа е одлука на ортопедите, на неурохирурзите. А инаку кога станува збор за дискус хернија на вратот, физикалната терапија може да даде подобрување, бидејќи се работи за многу силни болки. Може да даде резултати, но реков доколку се исцрпени, тогаш може да се размисла за некое си оперативно решение. Конзервативните третмани треба да бидат сите можности исцрпени. И обично за колку време дава резултати доколку се применат различни физиотерапија, така? Пак во контекст на значи не знаеме точно колку време е создадено. Тоа треба време да пройде, треба да се види каква е состојбата, колку време го имала тој проблем пациентката, колку време се соочувала со овие симптоми и со проблемите и дали е, како што кажав, поминала низ квалитетен процес на физиотерапија кој што бил соодветно да има соодветна примена на различни техники кои што ќе дадат резултати. Во оваа ситуација не знам што се е правено со господјата. Но затоа кажав дека да бидат најнапред исцрпени сите можности на физиотерапија. Најважната работа што треба да се знае и дури во постоперативниот период. Пациентката повторно ќе има потреба од физиотерапија. Нормално дека пациентката после операција ќе треба да биде третирана со физиотерапија заради и за спроведување на вежбите, за решавање на проблемот кој што ќе биде, да кажеме, од самиот рез позади, така да физиотерапевтот ќе биде покрај. Така неизбежна физиотерапијата
Како што знаете, во претходните мои гостувања многу пати сум кажал дека физиотерапијата ги служува пациентите во сите области од медицината, значи од урологија, гинекологија, буквално до гериатрија, значи педиатрија, нема медицинска гранка во која што физиотерапијата не може да даде нема свое значење, да. своја улога. Ви благодарам многу за вашето денешно гостување во Телма Амбуланта. Секогаш интересни разговори, исполнети со многу нови податоци и важни совети и препораки за нашите гледачи. Јас ви благодарам на поканата. Сакам да споделам една новина, една вест. Значи, Македонското физиотерапевско здружение од пред 2 месеца и официјално е член на Светската конфедерација на физикална терапија и сме единствени представници од Македонија. Сакав ова ексклузивно да го споделам. Честитки за успесите. И ви посакувам понатамошни успеси во работата. И со здруженијето и во областа во која што работите. Благодарам на вас на поканата. Почитувани, ова беше се во денешната Телма Амбуланта. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Се гледаме секој работен ден на Телма. Пријатно.